Ајде, снимаме. Зашто снимаме? Абе, пазар убав човек, како зашто снимаме, да се знае, така? Ето ни е добро. Знаеш дека јас овде продавам 4 години. Така, значи сакам да си продавам овде. И ти ме знаеш мене, дека јас сум тука редовен. И не сакам со никој да имам проблеми овде. И не треба. И не би требало. Јас сум од Прилеп и јас сакам едно парче леп да јадам. Нека продава и струминчаните. Значи, нека направи место како што треба, да нема овде расправија, да нема кавги, да биде убаво за сите. Ја и жената сите ме знаат овде и од село, и од Лажани, од Житоше, сегде ме зна. Значи, од Струмица не сум против, нека продават. Значи и ние да продаваме. Не мора кавги да се прави овде во овој градот наш Прилеп. Слушај, сега ама да не ми ја земиш име на работата, ти и јас треба да продавам нешто. Песна ќе кажеш некоја или? Песма не кажувам. Тешки да дојде, тешки да дојде, може и да пуштиш, треба да живни малце атмосфера. Празници се ближат, така? Се расправам, али со овие што се испиците. Гледај бе, се има овде. Погледи, сатој, компјутери, патики, first class, second hand. Јас вака си пазарам редовно. Ајде, Ирлија, нека е денов за многу години. Пазара успешен на сите да му е. Така, увата роба, се да се продај. Се да се продај, а Ирлија да е. Пи. Може. Може. Не, јас знам песната. Ирлија работа, ако сте добри. Најубата домата овде што се продава, браво си. Како си бате, ај за многу години? За многу години, да, поможда. Ти си голем пазарџија, те гледам секогаш овдека, а Ирлија да е, баш ми е драго, ти најстарите и најубави работи ги продаваш. Да. Еве тука имаме стари работи од се по нешто, па и кантари, еве познати прилепски кантари ги имаме овие. Што викаме кантар со маде, по прилепски. А Ирлија да е пазаров, колку пари се продава? Овој кантар кошта 800 денари. Живо џабе, братче, бадијала. Еве, драги прилепчани, се наоѓаме на единствениот бувљак во Прилеп. Има секаква роба во среда и во сабота. Има и млади пазарџија што продават и сопствено производство, има и second hand работи, што е многу добро и луѓето си ги извале стварите од гаражите да ги разменат или да ги заменат, да се искористат до крај што се вели. Јас сум исто љубител на second hand производи. First class second hand. Колку е најубајо петел, бе? Дали ќе сврши работа за да ги оплоди моите кокошки? Зависи, ако си од Марио, може да сврши. Да, мариоски петел е автохтон. Море што чорба бива од него или за приплоти ово или за чорба, зашто се продава? Зависи зашто го сакаш ти. Јас за двете. Прво за, после за јадење. Како што оди редо. Се продават колку се, навистина, твој се? Колку пари? 100, 500, 700, зависи од колике. Так, овие најубајте се 700. Супер. Твој се, ти ги одгледуваш ги, да? Браво. А јајца домашни таква работа? Не, ги ведиме ние. Не? Ги ведиме. Аха. Неќеш ово ти да затвори, кажи. Дејне, нојче одам, крадам петли, кокушки, гулаби, пајки, вратојте му и тргам, пијам винце црвено, ох, леле, херој биди, мила мајколе, пео, кod тебе мајка не раѓа, заедно со твојот колега. Здрави, живи да бидете и да имате прекрасен ден и на многу е лета. Христос воскресе! Вистина воскресе за многу години, брате. Еве, убав вовет. Еве, пазарџиски муабет да се прода на сите јајцата, како и вајчате ви овие од гајгур. Од гајгур јајце едно колку пари кошта се? 10 денари, 10. Шо е, бе, живо џабе.
Викат секое второ јајце салмонела имало овие од институтот, вистина? Кој ги знае, да. Дежаву. Он ми е другар прв. Можам друго да кажам, че не снима, нека не се снима. Молти да не снимат, за снимање е работава, не е за не снимање. За снимање горец, тогаш 3 години како болен лежам и не можам да умрам. Само дојде либото да ме види и таа се реши да дојде да ме види. И да станам ангел, да шетам по небо, по земја и со кого ќе се љуби и душата да му ја земам на бојфрено љубовнико. Добро, веќе револуционерна љубовна поезија. Ќе прашувам јас како и вајчето јајца. Си испробал да е за велик ден или ово е само остана? Не, си студал. Си испробал да е појчето уште ово, значи сега ако земиме арно, ако не. Ти знаеш од Белине јајцата Дај ме по 500, брате. Да му свршиме барем работа. Уште јајца, тоа е проблема, не разбираш. Абе, Нифик Петела му носи јајца. Така, точно. Добар патлиџан, струмички, значи наше производство, имате пипер, лут, компир млад, крастајца, зелче. Домачето е 100 денар, килци, да. Беше 130, 140, сега е 100. Значи како што оде, как што пече дедо Боже, така и цените се намаляват. Ама први растат, после се намалува. Мора, има берби и на кој ги го носиш? Нели гледаш, војната што биде сега, нема увоз, нема извоз, мора тука. Сега за една недела домачето ќе е 50. Да, па тоа е нелогично некако. Зошто да е сега 100 или 150, а после 50? Значи, оти денес ти береш 100 оти утре јас не берам. Кај ќе почнам јас, друг, трет, 100 мајк. Краснички таа падне на 40, од 120 на 40, а? Исто, да. Зелката е 30 денари парче и од чоки живееме ние. Благодарение на Прилеп, на градоначалнико, што не прима туку на катната да продаваме тук, што ни обезбеди место. На други места падат, не дават да продаваме по улиците. Нек му е здрава и жива фамилијата, исто така и до директорот на пазарот и до доледжиите, до сите. Плаќате на доледжи за пазар? Месечно си плаќаме. Поздрав до сите. Ја, снимајте видеите. Слабоно може да гледате. Дај го и моја потпора. Извини. Може да речеме нешто. Така. Ние сме овде прием. Дечка, молам те малце да таму. Много добро место, има добри луѓе, не се покварени. Овде сме ние, спиеме овде на камиониве. Имаме добра роба, носиме струмица, крставички. Му и жена да му навам да се жене. И сакаме с Господ напред овде да го представиме нашиот ден, Крѓовден, да ни е убаво, да ни помогне. Многу се добри овде луѓето, земат се и не се покваруват. Прашат ценава 100 динара, си взимат кило, компирче 6 динара. Поздрав до сите што ќе гледат. Исус тај добар човек тука да се видиме пак од година. И поздрав за цела Чао Марија Македонија. И за Зорен Заев градоначалников од Струмица. Ајде поздрав. Еве, на пазар се може да се види и да се слушни, така да нека му ја Ирлија Пазаро, да се насмееме и да си кажеме што сакаме. Поздрав до сите и да се видиме пак. Се најубавате, пис. Извини, како си, здраво и живо. О, Ирлија работава, гледај, еве, го фативме Пазаров, не подфати ја и тие нас. Тебе те викнавме специјално да ни кажеш вака за ајде да си седниме овде кафенце. Многу на нога ја фативме работава, а нешто толку официјално. Се еди на тротоар на југо, една од... Јас да ти кажам една анегдота, само гледај сега, не е како пео, ама нема врска. Ми вика Марин Бабич една се начекуваме овде и вика што знаете бе вие деца, се запивме малци и отивам викам што знаеме што е работа, а може да ти го имам кажуван. Не знам. Како? Отивам викам што е, се дружиме исто се ворен демек што е проблем.
Пред 30 години вика, јас, татко, ти и Платнаро се седиме на тротоар, секој четврток во толку сато, си се збиравме и си пијаме винци и киселина. Добро, да му викам и ние се збиравме. Ама вика, во толку сато, секој четврток, тетка ти горе, вежбаше клавир. И Шопен вика ни свира ја на секој го прави, вика, то се во живо, вика Шопен, ние се слушаме, а долу договорени. Ставно. А? И ова живо вистина, каква била прилепската боемштина на времето? Па, околу боемштината, Прилеп е еден од ретките места каде што се слушале унгарски романси. Се слушала мексиканска музика, музика скоро од сите популарни оние филмови, во Прилеп биле тие познати мелодии, многу популарни, а дури и правеле текстови по тие песни и ги пееле трубадурите тука во Прилеп. Додуше во Прилеп да те пеат трубадури не било баш многу замашала, затоа што понекогаш трубадурите некој ги најмувал, значи нормално, запијан човек, кој сака да му каже некому друг некоја вистина која инаку не би смел да му ја каже. И заради тоа во Прилеп, кога ќе кажат да те пеат трубадури или да те пеат трубачи, не е баш за арто. Како ти кажам, ова како ќе видат дека ти го држам микрофонов, киснеш и ќе рече за мене Прилепчани. А после, а и не знам колку се слуша далеко, па и том се дувам си викам, другиот пат ќе му го подам сам нека си го држи. Оти пазар е ова работа, како ќе се погодиш, така ќе си тера работата. Нешто поиќе за традицијата околу пазарењето прилепско и тоа ни беше вака да ни донесе пијачи. Пазарот човек не знае дали да го подведе под економија, дали под култура, дали под навики, дали под етно психологија, но едно битно, она што е најбитно. Пазарот е настан. Во Прилеп нема настани, а луѓето сакаат да одат на настани, да се облечат, ние викаме да се испрчат, да се покажат и затоа што нема настани, имало некои настани, например, но тие биле само за побогатата раја, што би рекле ние, за најбогатите, и тоа сето било од приватен некој вид. Но таа забава е дури после почетокот на 20 век, претходно луѓето иделе во Прилеп, значи, за да се покажат. 2 пати неделно имате настан, 2 пати неделно треба да се облечите, 2 пати неделно имате прилика да слушнете муабети. Понатаму пазарот е многу битен за пренесување вести. Знаете, порано во центарот на градот Дуче Барабанџијата ги огласувал вестите кои ги имала локалната самоуправа или властите кои да биле, да ги соопштат на граѓаните. На тој начин сте информиран. Трето, тоа е систем на оговарање. Центарот на градот Чаршијата. Тие ќе ви кажат кој е борчлија, кој кому не вратил долг, кој се обрукал, која со кога го избегала, значи тоа во тоа време не било актот девојката избегала, но таа ја во наводници ја го брукала семејството. Значи сите настани и најдоброто од сето имало луѓе кои биле секогаш задолжени за бистрење на меѓународна политика, тоа многу ме потсеќа и на сегашните времиња. Тие седеле на одредени места во градот, на 2-3, разговарале на цел глас и луѓето околу нив седеле и слушале. А кафанџијата секогаш од нив имал корист, затоа што, ако не друго, морале да земаат барем една ракија на нога. И обично тоаш најмногу се зборувало за војните кои Турција ги води, бидејќи Македонија била дел, се разбира, од Турската империја, и какви тоа последици тие војни имаат по нашето турско население, што на вистина, например, со тие војни се намалува и тоа исламско население, се големува христијанското, но сето тоа прво се прекршува во муабетите на тие луѓе кои обично, да речеме, барем во Прилеп, ги нарекувале филозофи или вилузофи. Пазарот не е пазар само за да се купи нешто, да се испазари, иако постои муабет дека нигде не е поубаво отколку да купите на пазар. На пазар имало специјалисти, значи тоа се занаетчиите, а втори специјалисти се бавчанџиите. Се знаело, бавчанџиите произведувале за одреден круг луѓе во Прилеп, и ако сакате вие да купите од некое семејство бавчанџиско старо, тие во градот се, значи тие не се од село, од градот се и бавчите му се тука во близина. Ајде многу години нека ви дојде. Амин, Христос воскресе. Вие ми личе машо како Итер пева, а? Аха. Ајде. Тој су ме позна? По суротот како не те позна, бре, брат. Еми сега дека не носам маска, иначе Јас знаеш кој сум? Јас сум на
На Штавица што ме те паа со магарито кога снимава филмот на Бубок, брат му Јаскарев. Аха. Да си жив и Еј здрав, ти да ми браво. си жив и здрав. Како овде пазарот? Добро бе срце, добро, еве тераме убаво. Прилепскиот пазар у цела Европа е најдобар. Еј, браво, се ова убав муавет. Па убав немаш, а тука нема што да се поплачеме, нема што да се пожалиме. Ако сакате од нив да купите било што тиква, кога ќе ве погледне од онде, ви вика нема. А вие гледате дека има. А овие пазарери се. Значи нема ни да купите. Значи гледаме дека пазарот како економска категорија секогаш бил помалку битен отколку пазарот како едно културно место, место на размена на информации и мисли и нормално место човек да се испрчи. Здраво, бате, Ирлија, работа? Добри сте? Овде најубавите тезги, овде ка се гледа како е кочански, мочански, прилепски и бразилски дури банани. Од сека... Брате, пе, обре. Да си жив и здрав. Добри сте, бате? Ирлија, нека е пазарчето, се множе убај. Ти си овде колку време, бе, бајге време те гледа? Една година. Машала, гледај ти за пензија си стасал. Готов бе, готов. Ама ако видиш има живот на пазаров, има некој дух. Ама полека Замира? замира, да. Господа, не и младината. Абе, треба да работиме ние поиќе можда, да правиме поиќе младина. Ние никош не сме работеле. Затоа е така. Во производство на младина, мислам. Да се, така да. Ама застаревме веќе, не можеме во производство. Колку што дава Господ сила. Поиќе од едно фаз да не прави. Еве, бананиве се троша како будали изгледа. Да, па во Прилеп позната е бананата. Затоа што мајмунска работа. Национален производ, освен тутун, банана. Ете така. Поздрав, да се гледаме заедно, бате, Здрави, се на да јубо. се гледаме. Што го видовме тоа, само што застававме овде, одма имаше некој по пазарџи кој што си зедоја вака збор да кажат одма како што да си представат робата или да се пофалат или да се ама ме бенди се момент вика фала му на градоначалникот што ни даде место на катната да продаваме. Вика, можда е добра идеја, видиш во народот стално вака че слушаш некој мудрост и условно кажано вака ти изгледа како глупост, ама во принцип зошто да стои вака овој објект толку голем, кога еве го да го адаптираме, може да се направи некој современ пазар па да се сврти работава, не, барем да се користи просторот, гревото е така да стојат. Може би господинот не сакајќи каже и некоја тајња која е јавна тајња во Прилеп. Која ние уште не ја знаеме. Ајде да се напијаме по една па да видиме како ќе оди натаму пазар. Здраво и живо. И вие работите, телевизорот да не е ваш. Или гледаш телевизија? Твое? Шо има? Шо се случи? Не сум за земање, иначе ќе ти се пазарев чисто за... Редовно идите овде вака на... Еднаш годишно идам, специјално идам за денот Ѓурѓевден, да го прославам. И после си одам Германија. Само за Ѓурѓев ден идеш во Македонија. За Ѓурѓевден идам специјално. Браво, звате, баш ми е драго. Ирлија за многу години нека. Го прави Бајрам, некој овој, некој оне, кој као сум душа тргнал. Да, сигурно тоа. А иначе живеам во Германија. Да си жив и здрав уште многу години и пак да ни дојде. Фала да се здрави, живи. А Ирлија Пазаров, што правите? Оти бе? Што се плашите? Оти да не снимаме, не јадиме луѓе ние. Колку кромитчето, лукчето? 30. Дај по 1 кило, ајде. Дај да си земеме. Здраво живо, Ирлија, работа? Добри. Еве како сте вие? Добро е, супер. Нечите ви што се кријате, море, ове немојте пазара кога кријате, нема да се продај. Зарно нека е, така е. Че дај Господ, че дај Господ. Кој ќе работи, ќе има. Sećam se 1960. godine, mlađe generacije to ne znaju. U Beogradu je boravio Willis Canover. To je jedan poznat američki komentator džeza. Tom prilikom slušajući kvartet Predraga Ivanovića... Ете, убав муабет за многу години, на помош денешен, да сте живи и здрави. Домајчини за Ѓурѓевден сме на Свети Ѓорѓија Дуње. Еве, поканувам народов што гледа, што слуша, нека повели, нека дојди на Свети Ѓорѓија Дуње утре вечер, дено заслого и петок дено Свети Ѓорѓија на помош нека ние. Амин, братче, на помош нека вие, Ирлија, кумството убаво да поминувате и кој сака да повели да Сака дојде. дека повели, нека дојди.
Колку е кај вас луков кромидос? Ето од Витолиште, од Полчиште, од кај сакаш од таму земиш. Наше е сето. А ракичево? Ракичево 120 денари, тоа е во Дуње варен. Се во Дуње. Да. Сето е мариоско, нема лага тука. Полска е ова. Море. Тоа е една ракија, брат. Подмаче дајме, ево А? Не бе, една чаша, дај ми да си земам едно шише. Не бе, абе пиво ќе го честиме едно шише. Ај, Абе ќе го честиме. Не. Нека ја честиме. Од кај сте вие? Јас сум од Возарци. Возарци Кавадаречко. Редовно идите во Прилепскиот пазар? Редовно сум тука од 69 година сум тука јас. Машала да се множа години. Фала и тебе. Пазарот е добар пазар, супер е пазарот. Мене тука многу убаво ми оде. Работам, се продаваме. Дај Боже, вие одгледувате ова или? Јас сето тоа јас си одгледувам. Се е мое, ништо немам купено. Браво. Се, честно и поштено ми е заработено ова. Мислим да га знам одавно, особено нову njega. Како сте задоволни од Прилепскиот пазар? Пазаров во Прилеп, а? Везич не може, полека. Пајџа работата малце, не? Не пајча, знате видите, тоа е и то салам пајча. Мора и да се работи, и да се живе, и да се јади. Така е. Без работа нема ништо, пријател. Да кажано правилото. Al se zna, oživi sam čudno, sasvim sam u šumi, tako daleko od tega. Еве за пазаров враче, ти пазарџија си или? Сирење пазарот. Сирење пазари, љубо праш. И јас исто. Со ношнова. Ами ноќнева вака еве како на времето како што се населе. Старо време, од кај си ти? Јас сум од Прилеп, ама вака сум како пеј од Градешница. Маријавеца. Браво. Редовно идите на пазар? Не, јас живеам далеко у Белград, него тамо земам веќе сирење, па не сум. Ако супер, прилепско сирење. Или марионско да не речем. Da sasvim baš saneži. Не, а? А баш јајца од јапонска подполошка сакавме да видиме како. Чекай, ова може да се проба, Джимеринчево? Твое? Твое? Джимеринкава. Да. Колку пари? 350. Пазар го крадате ви. Мора нешто да земем. А, земам од ова. Znam da ga znam odavno, osobenja kod zovu njega, al se zna, zbog čega, on živi sasvim sam čudno. Арнавате, вие колку време сте овде на пазарот? 10-та сезона. Браво си. И како си задоволен од Прилепскиот пазар? Просечно. Не е толку добро? Може и по-добро, али не е лошо. Секогаш може и подобро, ама гледам убаво е подредено, има движење, додуше слабо како за пазарен ден. Рано и уште спијат. Така е, че се разбудел, како мечки ве сме ние, покасно стануваме, а после се јади. Колку гајчи? Ама овие женски биле. Ај! Нощи пих и капка не остана. Шо правите, море? О, шо колбаси држите вие овде, Колку сантими колбаси? Или работа, како сте добри? Дај Боже, зарно да е само.
целувката на не бих желал. Допрва иди у боточе, фати мене, че на чекаме. Поздрав да сте живи и здрави за Аирлија да е сам. Слава има, Господ здраве и хубави момент. Амин, бате. Поздрав. Не бих желал дори ищерка на султана по устните ми щом гори целувката на И еве сме на излезот на Прилепскиот пазар, се испазарив нешто повели, мајче слободно можеш да си поминиш. Гледај, луѓе и застој направивме во сообраќај во пазаров, ама ете Аирлија нека е повели, слободно. Ни треба движење, така е режирано. Да сте живи и здрави за многу години. Поздрав, бате. Ете, и че се видиш со луѓе и муабет ќе направиш и заебанција и некој ќе те зафркни и нешто ќе ти прода поскапо и нешто ќе добиеш гратис. Ама сето тоа се случува, еден пазар е еднакво на еден живот. Секој град си има свој пазар, така и Прилеп, да си го почитуваме, да си го држиме и сите заедно и убаво да идиме со убави мисли и убави производи да си носиме дома. Поздрав и за многу години.